тероризирањето на ВМРО ДПМР. Ова е невознемирување на вработените, правење хаос во Советот. Ова е псуење на преседавачот. Се апсолутно физички се пресметуваат со советниците кои што не мислат на нив. Сакаат да девалвираат работата на градоначалникот Стефче Екимовски. Ама нека знаат дека ние нема да го дозволиме ова повеќе. Ние сме сите Стефче Екимовски. Ние сите ќе бидеме еднакви во борбата против нив и од денес натака. Вакво девалвирање нема да дозволиме. Од денес натака вработените во општина Карпош ќе си ја работаат нивната работа. Страм да им е. Оставите ги граѓаните да се го искажат својот револт. Доста од вас. Вие во канцеларија видите и погледнете што градоначалникот и администрацијата на општина Карпош во овие нецели 2 години имаат направено. Ги замолувам ВМРО ДПМН и советниците да не остават, да си ја работиме работата, да работат конструктивно во Советот, да не го малтретираат преседавачот на Советот, да не го псујат, да не ги физички да не се пресметуваат со советниците кои што не мислат како нив, да не остават на мира затоа што ќе имаат работа со нас, а ние вработените на општина Карпош сите сме Стефче Екимовски. Единствен пример за градоначалник во Македонија. Затоа се овие организирани собири. Дали вие знаете кој е организатор на овие протести пред општината Карпош? Најголемиот стручњак за организирање на вакви протести. Стручњакот за змиското око. Советникот во Советот на општина Карпош, поранешниот председател на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, Роберто Тошевски, кој што во свој джеп ги ставаше парите од рампите, а ги окривија луѓето што работева по рампите и денеска се влечкаа по судевите, но на среќа има и крај за таа голгота за тие луѓе и државата на крај ќе мора и да им прати оштета. Ете, такви се тие стручњаци, тие честни луѓе што дојдова да ја бранат општината Карпош од криминал. Криминалци не можат Карпош да ја бранат од криминал. Тоа да ви биде јасно на сите. Ќе имаат работа со граѓаните на Карпош, кои што се задоволни од оваа власт, во која што се работи и во која што све е според законот направено. Јака треба да си оде. Работена сум во општината Карпош, но не партиски, вработена сум од 76 година. И не ја давам општината Карпош на вакви вагабонти. Не ја давам. Не само јас, не ја даваме. Мене не ме вработи ни ВМРО ДПМН ни СДСМ. Али нека не остават на мира, нека го остават раководството општинско да работи, да продолжи, да ја гради и изградува општината која што е за пример. Општина која што е на вистина, на која што е признато толку работи, прва предњачи во се. Они сега ми воведуваат електронски дневник ќе промовирале. Па знаете ли вие ние од кога електронскиот дневник го имаме промовиран? Се што они прават сега го прават после Карпош. Карпош е 10 корака, 101 корак пред нивните 100 кораци од преродбата е Карпош. Според тоа нема што тука да бараат. На Пентагон личеше општината Карпош во времето на ВМРО ДПМН. Се шетава тука како лагови со отворени прозори, ги тргнава завесите со засукани ракави, божем работаат 24 сата. Што направија? Не се работам работата. Не се иста опција како што сум ја. Од Роберто Тошевски и од Сашо Димич бев и тепа и малтретиран. Зашто? Вработен сум уште од 2002. Затоа што не сум обоен од нивна униформа. Значи партиски. Јас сум пензионерка од жителна општина Карпош. Значи во времето на Сашо Димич, ја не знам колкав долг период, имав потреба од вадење на документ во оваа општина. Кога влегу во барака 5, со ишарет ми кажува да ќутам, да не гледам и да излезам надвор. Затоа што се снима, се слуша. Значи јас во тој период како обичен граѓанин на оваа општина
не можев да си дојдам да извадам еден документ затоа што тоа беше бастион. Значи не можело како граѓани да се влезе, а камоли вработените што велат дека се избркани, не дај Боже да. Значи ние како граѓани, а сега се широм отворени сите врати. Значи доколку ми треба мене документ, за 24 сата ми е готов документот. Дали ме сваќате? Јас не сум ни вработена во општина. Јас сум жител на овој тротоар, на оваа општина. Презадоволна од работата на господинот Јакимовски. Кој му наоѓа мана, може само да земе пример од него. Значи кај него нема прием од до, нема ќути се снима, се гледа. Секогаш кој ќе бидете најавени, ќе бидете љубозно пријатно, слободно вработените и ќе ви се излезе во пресред за било која работа. Може само што има и презиме и што работи. Јас сум гласна Жозефина, за жал советник во општина Карпуш, на кој што апсолутно никогаш во советот на општина Карпуш не можам да си го кажам своето слободно мислење. Станува збор дека луѓето си имаат проблем со екзистенција, додека на овие им закршлевуваат лавовите и тигровите, таму и коњите. Овдека барем се знае кој што работи и како работат. Еснавски, домакински, точно, прецизно. Точно се знае кој што работи и како лебо да си го извади. На секого му се даде можност, па и мене. Дрскоста, забеганоста и расипништвото на тоталитарниот режим на Груевски и ВМРО ДПМН, како што гледате, добива на интензитет. Нервозата и паниката од растешкото незадоволство на народот, од нивните погубни политики си го прави своето. Веќе со месеци цел на политичка хајка и општина Карпош, јас како незин градоначелник и советничката група на Социјалдемократскиот сојуз. Груевски и ВМРО ДПМН со закани, обиди за физичка пресметка, пцовки, навреди, притисоци и лични дискредитации ја продолжуваат бруталната пресметка со опозиционите градоначалници. Советниците на ВМРО ДПМН, наместо да им служат на граѓаните на општина Карпош, кои што ги плаќаат, тие им робуваат на партиските директиви на својот шеф Груевски. ВМРО ДПМН со валкани кампањи, лаги, приземни конструкции се обидуваат да и пркосат на волјата на мнозинството граѓани на општина Карпош. Господине Груевски, граѓаните на Карпош ни ја дадоа довербата за да ги решаваме проблемите, заедно да работиме нашата општина да биде поудобно и помодерно место за живење, а не да се занимаваме со вашите лични фрустрации. Ние нема да дозволиме општина Карпош да стане заложник на обструкциите на советничката група на ВМРО ДПМН, на кои што вие им наложувате намерно да ја кочат и да обструираат работата на општината Карпош. Може да избегавате дебата. Може да се прикривате зад скапо платени кампањи, огласи, флаери, па дури сега и билборди, но не можете да избегнете од фактот дека општина Карпош е една од најуспешните општини во Република Македонија и тоа граѓаните го почитуваат. Затоа ја користам оваа прилика во името на граѓаните на општина Карпош јавно да ве предупредам. Трнете ги вашите валкани раце од општина Карпош. Бидете сигурни дека нема да ви дозволиме вашите партиски послушници да ја држат под опсада општина Карпош. Господине Груевски, Карпош нема и не сме да биде полигон на кој што вие ќе тренирате прикривање на вашата неспособност да ги решавате вистинските проблеми на граѓаните. Крајно време е да се вразумите, да се откажете од приземните сценарија и да се откажете од пресметките со сите оние што не мислат како вас. Трпението на граѓаните на општина Карпош е при крај. Ако се оглушувате од овој повик, целосната одговорност натаму ќе ја преземете вие лично. Советниците на ВМРО ДПМН во континуитет се однесуваат вулгарно на седниците на Совет, провоцираат, тие носат своји партиски војници кои се обидуваат и физички да се пресметат со нашите советници, дури користат и псовки на седниците на Совет, доаѓаат и во Бермуди. Се она што сметаат дека имаат мнозинство се обидуваат да го оборат, ако немаат мнозинство во Совет, тоа секогаш ги напуштаат седниците на Советот. Најчесто тие свикуваат по 4-5 паузи, доаѓаат неподготвени на седниците на Советот, само половина час пред седница на Совет свикуваат комисии, значи доаѓаат целосно неподготвени за работа на седниците на Советот и не работат ништо друго, немаат ниту еден проект пријавено или понудено до општината Карпош или до Советот, освен проектот да се дискредитира Стефче Јакимовски. Благодарам.